Елиезер, за патот, за вистината, за живот. Гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, за да ве видат. Инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. И така, кога даваш милостина, не разгласувај, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти, кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна. И тогаш, твојот небесен Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. И кога се молиш, не биди како лицемерите, што сакаат да стојат по синагогите и раскрсниците, за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, дека тие веќе си ја добиле својата награда. Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и, откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец, кој е во тајност, и он, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишени. Вие пак, немојте да бидете како тие, оти вашиот Отец Небесен знае од што имате потреба, уште пред да сте го помолиле. Туку помолете се вака. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Бидејќи, ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Кога постите, не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие си ги прават лицата мрачни, за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам, оти тие ја добиле веќе својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред својот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што кратците ги поткопуваат и крадат. Но собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што кратци не ги поткопуваат, ниту крадат. Зашто, каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде чисто, и целото твое тело ќе биде светло. Ако пак твоето око биде лошо, целото тело ќе ти биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Никој не може да им слугува на двајца господари, оти или едниот ќе го замрази, а другиот засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Затоа ви велам, немојте да се грижите за душата, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото, во што ќе се облечете. Зар не чини душата повеќе од храната и телото од облеклото? Погледајте ги птиците небески, тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат,
но вашиот Отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? А кој од вас, грижејки се, може на својот раст да му придаде макар еден лакот? Зошто се грижите за облеката? Погледајте ги полските кринови како растат. Не се трудат, ниту предат. Но ви велам, дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па ако полската трева, што денеска постои, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, колку повеќе вас маловерни. Па затоа, не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме или во што да се облечеме. Зашто сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но, барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придаде. И така, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доста му е неговото зло. Елиезер,